Морничеви места во Европа. 1. Ридот на крстовите Литванија. Прошетајте меѓу 100.000 крстови на ова место за аджилак. Ридот на крстовите е католичко место за аджилак, лоцирано на 11,5 км североисточно од Сиаулаи, Литванија. На овој мал рид се подигнати повеќе од 100.000 крстови, од кои многу датираат од средината на 19 век. Се верува дека локалните жители почнале да поставуваат распетија бројаници, фотографии и статуи на религиозни икони овде откако виделе привидение на светата Дева Марија со бебето Исус на местото. Иако се смета за свето место, со текот на годините се пријавени бројни видувања на духови. Традицијата на резбање религиозни икони се пренесува со генерации. УНЕСКО го препознава создавањето на вкрстувањата како нематеријалното културно наследство на Литванија, символ на национален и верски идентитет, обединувајќи ја заедницата пред невоја. 2. Шумата Хоја, Бациу, Романија. Придружете се на ноќна фототура на ова паранормално жариште. Според легендата, шумата Хоја е жариште на паранормални феномени. Многу приказни за духови и урбани легенди придонесуваат за неговата популарност како туристичка атракција. Шумата Хоја е прикажана во паранормални документарни ТВ серии, од авантурите на духовите до вистината на дестинацијата. Шумата Хоја Бациу, која се наоѓа на 9 км западно од стариот град Клуш, е она што многумина веруваат дека е една од најморничавите шуми во светот. Многу луѓе пријавиле дека виделе вонземјани, духови и лебдечки топчиња или слушнале безтелесни гласови со текот на годините. Ова морничево место во Европа стана познато во 1968 година, кога воениот техничар Емил Барнеа фотографираше наводно НЛО што лебди над шумата. Хоја Бациу има и мртва вегетацијска зона во средината на шумата и покрај тоа што студиите не покажуваат ништо невообичаено за почвата, неколку посетители претрпеле главоболки, гадење и несвестици, па затоа внимавајте на вашето здравје ако одлучите да истражувате шумата Хоја Бациу. 3. Замокот Единбург, Шкотска. Кои се главните карактеристики на замокот Единбург? Започнете вашата турнеја во замокот Единбург на плоштадот Краун. Ова е местото каде што ќе го најдете шкотскиот национален воен споменик. Преку плоштадот тргнете до Кралската палата и проверете ја салата Лаих и антикомората кои се отворени за јавно гледање. Ова е местото каде шкотските кралски и благородници талкаа во луксус. Таму престојувал кралот Чарлс I на 17 јуни 1633 година, ноќта пред неговото кронисување. Тој бил последниот монарх што спиел овде. Замокот Единбург е веројатно едно од најопседнатите места во Шкотска, што содржи безброј урбани легенди, пријавени видувања на духови и паранормални активности. Можеби е најпозната една приказна за неименуван бајач кој исчезнал откако талкал низ подземен премин стотици години. Извештаите за застрашувачки случувања вклучуваат гледање на магливи фигури, работи што ве влечат по облекат и ненадејни падови на температурата. Замокот Единбург е отворен за јавноста и нуди бесплатни тури со водич за оние кои сакаат да го доживеат паранормалното. 4. Масовниот лустер од коски. Косторницата Седлец во Чешка е римокатоличка капела сместена под гробиштата во црквата на сите светци, дел од поранешната опатија Седлец во Седлец, на Кутна Хора во Чешка. Се проценува дека косторницата содржи скелети меѓу 40 и 70.000 луѓе, чии коски во многу случаи били уметнички уредени за да формираат украси и мебел за капелата. Косторницата е меѓу најпосетените туристички атракции во Чешка.
привлекувајќи над 200.000 посетители годишно. 4 звоновидни могили ги заземаат аглите на капелата. Лустер со коски, кој содржи по една од сите коски во човечкото тело, виси во центарот со венци од черепи кои го обвиваат сводот. Останатите дела вклучуваат столбови што го обкружуваат олтарот, грб на домот на Шварценберг и подпис на Франтишек Ринд, исто така изведен со коски. Над зидот во близината на влезот, заедно со опатија седлец и останатиот дел од центарот на градот, кут на хора, тоа беше ставена на листата на светско наследство на УНЕСКО во 1995 година поради неговата единствена барокна архитектура. Костурницата седлец е подземна римнокатоличка капела во Чешка. Ова е морничево место во Европа, која се нарекува и капела на коските и скелетите, од околу 70.000 луѓе, наредени како декорација и мебел. Централниот дел на црквата има и масивен лустер, кој е направен со речиси секоја коска во човечкото тело. Има и канделабри со черепи и стаклени кабинети на кои се прикажани стотици коски. 5. Замокот Мошам, Австрија. Замокот Мошам, кој се наоѓа во Унтернберг, беше место каде што илјадници луѓе беа судени и осудени на смрт за време на судењата на вештерките во 17 век. Масовната хистерија околу вештерството во Австрија доведе до судење на вештерки во Салцбург, кое траеше околу 15 години. Се верува дека погубените по наредба на надбискупот од Унтерберг биле на возраст од 10 години. Како и многу морничеви места во Европа, замокот Мошам е отворен за посети, каде што можете да ги истражите грозните одеи за мачење и веројатно да видите дух кој талка низ салите на замокот. Истражувачите на паранормалности тврдеа дека виделе привид на маж кој седи во трпезаријата. Локалните жители го нарекуваат Антон, чуварот на замокот за време на судењата на вештерките.